Почитувани новинари, почитувани граѓани. Насилничките сценарии, создавањето тензии и пласирањето лаги се единствените политики на Христијан Мицковски и неговиот шеф Никола Груевски. Мицковски треба да излезе пред јавноста и да им се извини на граѓаните за лагите што ги ширеа вчера и за провидниот театар пред болницата 8 септември. Особено откако самиот Мицковски се демантираше себе си. Прво рече дека никој од болницата не дошол да им соопшти за состојбата, а по само неколку секунди признава дека тоа не е точно. Порталите и медиумите блиски до Мицковски и Груевски, што вчера ширеа лажни вести и драматични шпекулации, треба да се извинат на граѓаните за пласираните невистини и да ги повлечат спорните објави. Тоа им го должат на граѓаните. Објективно, вистинито и професионално информирање на граѓаните треба да биде императив на сите чинители во медиумскиот и јавниот простор. Соодветна истрага за овој инцидент ќе ги даде сите одговори. Останува фактот дека не успеа обидот на Мицковски и Груевски преку насилничко сценарио да го дефокусираат вниманието на јавноста од фактот дека токму врвот на ВМРО-ДПМН е главниот осомничен за организирање на насилствата на 27 април. Граѓаните и институциите нема да дозволат Мицковски и ВМРО-ДПМН да создадат нови кризи, поделби, тензии. Секаков вид на насилство ќе биде санкционирано. Мицковски нема да успее. Ќе има одговорност за организаторите, нарачателите и извршителите за насилствата на 27 април.